Развојот на малите и средни предпријатија во Гостивар е во криза. Наместо да го зголемуваат обемот на работа, да се шират на пазарот и да отвораат нови работни места, фирмите се враќаат чекор наназад. Ова го покажува анализата на пазарот на трудот во Гостиварскиот регион, направена во мај-јуни годинава во рамки на проектот ЕС, поддржан од USAID. Можеме да потенцираме дека трендот на развој на малите и средни предпријатија во Гостивар некако стагнира. Чисто конкретно кажано, од вкупниот број на делови субјекти во општина Гостивар во последните 3 години, да кажеме, бројот на малите предпријатија, наместо да оди во правец на зголемување кон средни предпријатија, се случило во последните 3 години 54%, околу 54,35% одат назад. Се префрли во микропредпријатија, што не е добар знак, значи покажува знаци дека има нешто застој. Треба да се прави додатно истражување која е причината, но тоа е еден елемент. Преголеми барања на работодавачите во однос на искуството при вработување и недостигот за наетчии на гостиварското подрачје се само дел од негативните трендови кои се наведени во анализата. Самите предпријатија во текот на вработување на младите инсистираат и бараат да имат работно искуство. Да кажеме, 13 предпријатија инсистираат дури 2 години минимум да имат работно искуство тие што сака да се вработуваат. Формалниот систем некако затајува во производство на дејности од занечиството. Значи, нарочито средните стручни училишта недостасуваат, можеби некаде дури има формално смер, но недостасува праксата. Анализата на пазарот на трудот во Гостивар денес беше презентирана пред представници на институции и невладиниот сектор и училишта. Врз основа на резултатите добиени од неа, ќе се креира 4-годишен локален акцијски план за вработување. Како препораки и предлози кои би требало да се најдат во планот се наведени: стимулирање и субвенционирање на практиканството, обезбедување на неформален систем на образование за занаетчиски кадри, намалување на паралелки во гимназијата, а зголемување во стручните училишта и други.